Добра вечер, почитувани гледачи. Вие следите емисијата Заспи ако можеш. Вечерва, мал куриозитет. Во исто студио се наоѓа тројца луѓе со исто име, додуше со различно презиме. Позади камерите е нашиот колега снимател Драган Силјановски, пред вас е вашиот водител Драган Милосаљевиќ, а мој и ваш гостин е пратеникот Драган Ковачки. Добра вечер. Добро вечер и благодарам за поканата. Поздрав до сите што не гледате. Ете, го споменавме куриозитетот, таков каков што е. Пратенику, мојата навика е често ви се обраќам со полковнику, меѓутоа во случајот е пратенику велат кога имате тешки прашања, најдобро е да се викне полковникот да одговара, затоа што војската секогаш е на местото на настанот и знае како треба да одговори. Националната стратегија 2050 година. Се зборува за неа веќе десетина дена од како ја објави премиерот Христијан Мицкоски, од како ја најави практично, за нејзе ќе се зборува допрва, верувам. Меѓутоа е нешто што се уште не е доволно јасно во јавноста, национална стратегија или стратегија до 2050 година како што е наречена, и веднаш денеска излезе мала забуна затоа што во собранието беше изгласана документот Национална развојна стратегија за периодот 2024-2044 година, што нема врска со оваа стратегија за која што зборуваме вечерва, иако дури беше збунет и порнешниот премиер Димитар Ковачевски во собранието, ако не се лажам. Често пати тој збунет, не би го коментирал него. Да, станува збор за стратегија базирана на визија, значи до 2050 година, таа е на премиерот на нашиот претседател Христијан Мицкоски. И се разликува, апсолутно дека се разликува, значи станува збор за една промисла, за една политичка филозофија, каде сакаме да ја видиме Македонија 2050 година. Морам малку да дадам еден поширок опфат и објаснување за оваа визија, односно за оваа стратегија што треба да се изработи, на која што бараме да се приклучат сите општествени чинители, значи МАНУ, сите политички структури и фактори, па најголемите умови, би рекол, во државата да седнеме и да се договориме каде сакаме да ја видиме државата во 2050 година. Зошто ова го кажувам? Ако погледнете во македонскиот политички хабитус, некако обстојуваат екстремни наративи, ќе ги споменам. Едниот е себе преценување и некако водење од некои праисториски елементи, би рекол, една праисториска држава со едно преценување. Зашто е екстремно, го кажам, морам да банализирам. Национална романтика е тоа, се разбира. Морам да банализирам за да бидам разбран. Од друга страна, имате едно максимално подценување, себе девалоризација, би рекол, до моменти на подбивање со сопствениот народ пред надворешните чинители и се измеѓу, значи сите овие наративи кои што фигурираат. Меѓутоа, ова се двата екстреми. Имате уште еден друг наратив, кој што е малцински, би го рекол, етнички наратив, кој што повремено се закачува за било кој од овие наративи, обстојува и со двата наративи, меѓутоа се храни. И практично ние ја добиваме една ситуација каде што Македонија во моментов ја доведовме, односно ја доведоа овие претходни сите, до фаза на нефункционалност. Нефункционалност не зборам конкретно во моментов, меѓутоа ако така продолжиме, значи ние, убаво каже премиерот, ќе останеме и земја која што ќе биде и депопулирана, значи ќе останеме и без население и така натаму. Системите не функционираат, демографијата знаете на кое ниво е дотерана, образовниот систем знаете здравствениот систем на кое ниво е, знаат граѓаните најдобро, тоа го чувствуваат. Многу пати сме го зборувале тоа и не сакам да давам примери во изминатиот период за оваа ситуација во која што се наоѓа државата. Оваа политичка филозофија, оваа промисла е со цел да се изнајде решение за Македонија, за да оставиме нешто за идните генерации. Зошто ова го говорам? Затоа што никој досега во изминатиот период, реков, не ги зема во предвид обкружувањата во кои што се наоѓа Македонија и внатре и надвор. Од надвор ги имате двата соседи, Грција и Бугарија, кои што се најсилни во изминативе 70 години на геополитички план. Знаете, поради кризата во Украина, поради Црноморието, Грција
поради кризата на Блискиот Исток и така натаму, значи тоа се држави кои што се најаки во моментов од својата историја, зборам во изминативе. Има стратешка вредност, нема тука што. Вредност имаат. Од друга страна, ние имаме една културолошка доминација од исто така еден наш сосед. И сега, кога сето тоа ќе го земете во контекст, ќе го ставите со напред кажаното, добивате една држава Македонија која што, за жал, на полето на корупцијата е на 76-тото место и е многу послабо од африканските држави, Гана, Ботсвана, Намибија и така натаму. Повторно ја добивате Македонија, која што е на 76-то место, исто така на полето на мизерија, исто така помизерна од Гана и Ботсвана. Ја добивате Македонија, која што е на 67-то место по владење на правото, исто послаба од овие наведени држави Гана, Ботсвана, Намибија. Од убаво побаво, да. И, конечно, ја добивате Македонија на 84-то место по индексот на среќа на граѓаните и повторно послаба од африканските држави Алжир и Либија. Држави кои што беа зафатени од арапската пролет, дури и од Либија сме понесрекни како граѓани, така кажуваат индексот на среќата. Но може да се провери. Ние не сакаме да се такмичиме, односно да се надпреваруваме со африканските држави. Сакаме да ја видиме Македонија напредна, развиена, со зачуван идентитет, македонски идентитет. Нешто што не е опфатено досега со ниедна стратегија. Македонскиот идентитет во изминатиот период беше предмет на разградување од страна на овој вториот екстрем што го споменав, на оние што се девалоризираа себе си и беа поданички настоени. Но не девалоризираа сите нас? Сите, апсолутно сите. Затоа мора да се најде една средина. Мора сите да седнат, сите политички чинители, и да се видиме каде се наоѓаме. Дали се наоѓаме во сферата на реал политиката или на имагинацијата. Јас мислам дека се наоѓаме во сферата на реал политиката. А тоа е, нема принципи, нема идеологии. Има реалност која што треба да ја сватиме, да знаеме кај се наоѓаме, значи да ги искористиме сите тие умови што ги има Македонија и да излеземе со една стратегија за развој на државата, односно за опстојување пред се на македонската нација и потоа за развој на државата со среќни граѓани до таа и таа година. Ово, морам да ви признава, како еден комплот убаво звучи. Меѓутоа, јас до сега сме правеле ние стратегии, чинам, и во минатото, меѓутоа, практиката покажала дека ние како држава живееме од денес за утре. Значи, планот и на владите повеќе или помалку бил, неформално, формално е друга работа, да преживееме до следниот буџет, да преживееме до следната фискална година, да преживееме до следните избори, локални или парламентарни. Отприлика тука се воделе нашите, ова не е стратегија, тука ова е нели само систем на преживување. И сега одеднашка се нуди еден заокружен систем, концепт што мора да го развиеме, да. Ова е само визија сега. И ова е во фаза на предлог. Значи ова треба дополнително сега да се развива понатаму. Но нема да зависи, ова се разбира само од, бидејќи ова влада е сега. Во 2050 година Господ знае кој ќе биде на власт и како ќе функционира сите. Тоа, ако јас разбирам добро, тоа ќе значи без разлика кој е на власт, кој е во опозиција, без разлика какви се околностите во обкружувањето, без разлика на геополитичките околности, Македонија да има систем за преживување. Така е, апсолутно така. Значи ние мора да го развиеме тој концепт без разлика кој ќе биде на власт. Затоа рековме едно општо национално обединување околу овие идеи што се фрлени на маса. На подадената рака треба да се одговори со подадена рака, не со блокади и не со напади. Нападите не одат никому добро, посебно па на тие што не се во позиција да напаѓаат. Тие се толку обезвреднети. Народот им го кажа своето на 8 мај и сега кога им ја подаваме раката за да заеднички ја градиме Македонија. Јас не зборам да ги амнестираме, многу треба внимателно да се слуша тоа што го говориме. Не зборуваме дека им подаваме рака да ги амнестираме. Тој што си грешил има да се одговара. Тука немој некој да има дилема. Меѓутоа подаваме рака за развој на државата за идните генерации, за нашите деца, за нашите внуци и така натаму. Затоа што секоја политичка партија во себе собира какви такви умови кои што може да допринесат за развојот и на политичката мисла, на политичката идеја, идеологија, меѓутоа и да дадат свој допринос за градење на една таква визија, за една таква стратегија која што во иднина ние ќе можеме да ја
користиме и да се гордееме на крајот на кришта, да кажеме дека еве ние сме таа генерација која што нешто направи. Јас не викам дека нештото што ќе биде направено ќе биде догма и ќе биде врежено во камен. Секако дека ако нешто не е како што треба, во таа визија, во текот на после 20-25 години може да се промени, може да се адаптира. Меѓутоа да имаме еден генерален правец и концепт за развој на државата до 2050 година. Значи тоа е една политичка филозофија, една промисла на претседателот и јас не знам како не може да ја видат овие од СДСМ и да на вистина да застанат позади подадената рака. Сега тука влегуваме во тоа што е реал политика во реал политика. Ману, ако не се лажам, позитивно се изрази. Тие веднаш се изразија позитивно, така е. Позитивно се изјаснува што е добро. Многу ми навела дека и Ману треба повеќе да се вклучи во воопшто во овој општествен договор. Бидејќи многу мина па сметаат дека Ману се занимава само со себе, за жал, а не со суштината заради која што би требало да постои академија. Меѓутоа, вие нудите на оние што сега ви се опозиција, со кој што сте признаеле или не во неубави односи, еве така да кажам. Јас навистина па ја уништија државата, извинете што ја прекинувам, ја уништија државата, како да бидете во добри односи со некој што ја уништил државата, што допринесе да се иселат толку и толку млади. Но разрушија системот. Значи... Се согласувам, пратенику Ковачки, да не речам полковникот. Меѓутоа, тие се опозицијата, тоа е реалноста. Сега има и други, да не се разбира, има левица, има Адуи, не знам кој. Има тие со кои што вие морате, сте упатени да се работувате. И тука малку има еден момент, од една страна отворено ги обвинувате дека се виновни токму за тоа, за упропастување на државата, од друга страна им подавате рака, која што логично е другата страна да ја доживее како еден вид на хипокризија. Ама тука ја покажуваме ние нашата големина, затоа што ние не викаме дека ние сме се знајковци, знаеме се. Дојдете помогнете, зашо да не? Дајте аргументи, ние сме отворени за аргументација. Ние не викаме дека сме најпаметните и дека се знаеме. Дајте аргументи, ако нешто го аргументирате, дадете некоја идеја, некој предлог кој што ќе биде издржана, аргументирана со факти, подкрепена со докази и така натаму, апсолутно дека ние ќе прифатиме кога е нештото за општото заедничко добро. Ама ако се вие криете позади ваши лични интереси тука да одбивате, да отфрлате вакви идеи, само заради ваши тесно партиски интереси да кажете да ја минимизирате оваа идеја која што ја дава претседателот, ја дал претседател затоа што не е од ваша политичка провиненција, па сега ќе плукате по тоа, условно кажано. Да, тогаш тоа го правите заради ваши тесно партиски интереси. Дајте да се обединиме за државата, за граѓаните да се обединиме. Таа идејата во делот на градењето на стратегијата, за спроведување на визијата. Не зборувам за обединување на друг начин, оно што го објаснав пред малку. Добро, но колку време, има ли некаква предложка, колку време би ни требало за да се заврши целиот концепт? Не знам, јас немам, ова е исклучиво во почетна фаза сега. Јасно ми е, можеби јас премногу да, во почетна фаза е тука кога веќе би се направиле тие тимови и така. Мора да има тимови, планови, акцијски планови, не знам, агенда ќе си направат од до со цели и така натаму, со таймлайн, значи со временски рамки до кога што да се направи, како да се направи и така натаму. Меѓутоа најтешкиот дел според мене ќе биде брейнстормингот, односно давањето на идеи на почетокот, каде што се фрлаат сите идеи на маса и од тие идеи треба да се избере она што е најважното за развој на државата. Ние мислам дека како општество имаме многу паметни луѓе. Имаме образовани луѓе кои што се сакаат државата и сакаат да ја видат и за 25 години колку ќе му дојде на подобро место, меѓутоа се плашам повторно ово што го споменавте дека тој политички анимозитет може да ја надмине добрата волја, што пак ќе покаже тесноградост и ќе покаже дека некои луѓе па и не заслужуваат да бидат дел од иднината, ако така спеам да кажам, се разбира, да не биде сватено како некаква закана, туку да учествуваат во создавањето на иднината на својата земја. Секој има право на иднина, само зависи кој како се ја заслужил. И тие што не ја заслужиле да бидат слободни граѓани, меѓутоа ќе треба да имаат иднина и позади решетки некои ќе имаат својата иднина. Да. За тоа се зборува, се разбира во јавноста многу, и ако сме реални, општеството, јавноста очекува резултати. Денеска излегува повторно некакви скандали во јавноста. Директорот на Фитер излезе, новиот директор, Никола Додов, чинам се вика, излезе со... За такви ликови зборувам, што правеле такви криминали, затоа го реков претходно. Излезе со информација дека од оној фамозен фонд
се излеале 3,2 милиони евра. Сега вака некој, ние се навикнавме дека и тоа па нешто нормално. 3 милиони евра украле. Но тоа не е ништо нормално ова 3 милиони евра. 3 милиони евра, па 3 милиони евра, ние тие пари не можеме да ги замислиме. Еве кажете ми некој нормален граѓанин што има видено повеќе од 30.000 евра. Па на 30.000 евра, ти се стреса човек, кеш да. некој да има видено. Јас немам видено што се вика толкава сума на пари. Како нормален граѓанин, замислите вие 3 милиони евра сега да ги споменувате и да викаме дека тоа е нормално. Тоа е ненормално. Да, 3 милиони евра да ги проневерите. Тоа е една пералница на пари, тој фонд за иновации и технолошки развој кој што се провлекува со години. Мораме да се потсетиме дека се трошеа пари од тој фонд за иновации и технолошки развој за тренирање на магариња, нешто неверојатно. За откривање никој на не го пица. разбра тоа за пица, рецепт на пица кој што постои, не знам, Со векови. со векови и така натаму за 60 фризерници. компании се под истрага за фантомски проекти. Ова е Тоа многу се важно. нивни компании, тоа се компании формирани токму од оваа претходнава политичка структура за испумпување на парите од тој фонд. Спомнати се и два града во целата приказна, не ги открива за сега. Не знам за кои мислам градови дека се нема станува. право, па ни тој самиот не беше дециден околу тоа, меѓутоа долгот е од 3,2 милиони евра, не е вратен во државниот буџет, а новото раководство вели презема мерки за наплата и веќе се наплатени речиси 600.000 евра, меѓутоа внатрешната ревизија утврдила несоодветни договори. Она што се зборуваше, сега тука мене, се зборуваше гласно и претходно, дека во многу сектори, во многу вакви фондови, каде што се во игра големи пари, без многу скрупули се давало. Тамо каде што се сметало дека треба, поточно кај своите. Договорени се тие работи. Јас ќе мислам дека нема тука да има дилема. Тие се договорени работи, да им се испумпуваат пари на собствени компании, на собствени фирми. 3 милиони евра проневерени, тоа ви се некаде 3-4 градинки да направите за дечињата. Но зошто да се направат градинки ако некој може да ги стави во џеб? Толку имаат украдено, може да замислите. Тоа зборувам комплетно опремени. Толку имаат ставено во џеб. Пералница на пари. Пералница за пари, меѓутоа мене ми е чудно. И ова е прашање и па и за вас, виднина. Не мислам за вас, туку за актуелната владеачка гарнитура. Океј, се наоѓате во позиција, се наоѓале во позиција каде што можеле без ничија контрола да прават работи кои што се, ако сме реални, надвор од разумот, чист криминал. Ако се докаже, меѓутоа верувам дека индициите се директорот не излегува туку така сега на пресконференција да кажува па и конкретна бројка да каже дека е проверено. Меѓутоа логиката вели, па кога ќе дојде другата гарнитура, прво што ќе направи е логично ќе направи ревизија да види каде, така зарем нема да ви ги види тие глупости. Како се одело без таа, некако ми е до таа мера ли било тоа ароганција, ќе владееме вечни времиња, што? Беа премногу аздисани, ќе ве потсетам тие кога дојдоа на власт, има идеја да ја демонизираат ВМРО ДПМН дури до момент на затварање, значи. Имаше и такви обиди, ако сме реални, имаше такви обиди, така да тие на тоа се надевале. Меѓутоа факт е дека ВМРО ДПМН заедно со народот тоа не го дозволи и заеднички ги испративме во опозиција. Но тоа што тие го правеле, тоа аздисување, ние тоа цело време сме го кажувале, дека тие аздисуваа во државните институции, тие не ги третираа институциите како сервис на граѓаните, тие не беа таму во институциите за да им помагаат на граѓаните, да работат во интерес на граѓаните, да ги услужуваат граѓаните, тие беа таму да ги цицаат институциите, да ги крадат институциите, па после нив потоп. Така викаат една стара поговорка, после мене потоп. Да. Така кажуваат. И тоа јас и го имам слушнато од некои од нивните представници, политички представници, па баш така со тие зборови. Па добро, сега ние ќе дојдеме, па после вие ќе дојдете и така. Како така? Во приватен разговор, тоа мислите? Да, во приватен разговор. Аха, па после вие крадете. Да, па после вие ќе дојдете и така. Не може тоа така. Ќе си одговарате за таа работа. Како мислите вие? До кога ова што е крава мозница да ми прости сега јавноста Македонија? До кога неверојатна дрскост. Колку пари има Македонија за тоа да го поднесе? И после ќе се чудиме зошто нашите деца си бегале во странство. Па ќе си бегаат затоа што пари добиваат такви фирми формирани само за испумпување на пари, а не добиваат некои наши млади креативци кои што носат, може да донесат додадена вредност на ово општество. Затоа си бегаат децата. Во меѓувреме денеска и вашиот колега Брајан Петричовски издаде со информации за злоупотреби со енергетски предпријатија за МЕПСО и тамо се спомнуваат сериозни пари, СДСМ и ДУИ. Видете, мора обвинителството да биде навистина на задачата. Еве сега се ослободени институциите од аспект
на тоа владата не прави притисок, парламентот не прави притисок на обвинителството, не прави притисок на судиите. Јас реков моментот и тука во вашата емисија го имам кажано. Моментот ние кога ќе доеме на власт, ние не смееме да помислиме да звониме на суди и на обвинители. И не смееме да им се јавуваме на нив за да им вршиме притисок за одредени предмети. За ништо. Нашите телефони треба да бидат заборавени, односно нивните телефони треба да бидат заборавени. И претходно, и како опозиција, и сега како власт. Но тешко некој ќе ви поверува за ова, затоа што кај нас навиката е... Не, верувајте дека не е така. Значи, не се јавуваме ниту на обвинители, ниту на суди за да носат некакви одлуки. Ослободени се сега обвинителите. Слободно може да се вршат должноста, ако сакаат да ја вршат должноста. Ако се пронајдат во својот професионализам. Меѓутоа, прашање дали тоа ќе сакаат да го работат, затоа што таму дошле на тие места, затоа што биле условени, некој ги поставил на тие места за да им се штити криминалот подоцна. Но како би очекувале тогаш токму тие луѓе кои што се ставени под претпоставка да штитат нечиј криминал, да ја завршат својата работа професионално. Сега вие велите ослободени се, во ред, ослободени се, меѓутоа тоа е едниот дел од баричката, а другиот е... Тоа е нашиот дел што можеме ние да го направиме како политичка номенклатура. Ние не смееме да се мешаме во процеси кои што се треба да бидат отпочнати или се во тек. И затоа го повикуваме обвинителството. Тоа да се пронајде во случаите, значи да дојде да истражи, ако веќе излегува политички субјект во јавност, со конкретни бројки, со конкретни податоци, со конкретни обвинувања за проневери, тоа е црвен сигнал за да излезат органите на лице место и да утврдат. Има, нема, ако нема, тоа се отврла, се дава на знаење дека од таа работа нема ништо, меѓутоа ако има, исто треба да се излезе во јавност, да се биде транспарентен, да се каже тоа и тоа е направено и поднесено е таква и таква постапка, односно е покренато и такво обвинение. Тоа во изминатиот период многу малку го гледавме. Многу малку го гледавме затоа што институциите беа заробени. Викам сега не се ослободени се од тие стеги. Не ги притискаме, нити па имаме намера да ги притискаме. Нека си се заангажираат и нека покажат резултати. Ние дадовме шанса еве на јавниот обвинител Љубомир Јовевски, гледате дека ние можеме кога сакаме да го разрешиме со 61 глас во собрание. Ние тие бројки ги имаме во собранието. Меѓутоа еве даваме шанс да се покаже, а поставено од претходната власт. Не сме го поставиле ние. Даваме шанси да се покаже, доколку е професионалец како што тврдеше, да го покаже своето знаење, умење и својата решителност и одлучност за борба против криминалот. Но противник ова може да ви се врати како бумеранг оваа великодушност условно кажано, затоа што ако не се испорачаат резултатите од таа страна, многумина ќе го вперат прстот во вас. Тогаш ќе го смениме. Просто едноставно. Да, некој ќе рече тука ќе биде изгубено време, повторно велам, великодушни сте малку кон политичкиот ривал, затоа што тоа е тој што ги поставуваше конците до неодамна и некои па мислат, аха, им давате простор да создадат нивна стратегија како да се извлечат бекап планови и така натаму. Па не знам како може да направи бекап план некој ако правил криминали и ако имаме сериозно обвинителство, како ќе направи тој бекап план да се извлече? Како ќе се ги кријат сокрие докази, Како ќе ги направи се подкупуваат луѓе. Институциите веќе се под контрола на ВМРО-ДПМН. Како ќе кријат докази? Ќе следиме целата процедура понатаму. Денојве многу актуелни се писмата на господинот Али Ахмети. Да, како дописна агенција стана, извинете. Да, мораме ова прашање да го разгледаме вака од неколку агли. Значи, Али Ахмети испраќа писмо до неколку сериозни ликови во меѓународната заедница, меѓу другото и до Ентони Блинкен во САД, до Макрон, ако не се лажам, до Шолц, до Еди Рама, до Албин Курти. Меѓутоа, во исто време му испрати писмо и на премиерот Христијан Мицкоски. Овие писма, според структурата, ако некој сака да биде бениген во целата работа, ќе ги свати како еден вид на благо предупредување дека работите не одат во посакување од правец кон европската иднина. Меѓутоа, ако сме објективни и ако се држиме на она што е реално, и ако ја знаеме позадината, бекграундот на истиот тој господин Али Ахмети, во овие писма, особено во писмото до премиерот Мицкоски, се забележува една закана, дека дури на едно место пишува се враќаме во периодот пред 2001 година, односно условите
кои што практично предизвикаа војна во земјата. Па тоа е она што го реков, дали живееме во имагинација на почетокот. Живееме ли во имагинација? Пред 2001 и 2024 година. Морам да влезам малце материјално. Слободно. 2001 година беше продукт на Уставот од 1991 година. Тоа беше официјалното објаснување на истиот тој господин Али Ахмети, што сега пишува писма. Условите 2000-2001 година, кои ќе ги погледнете бројот на албанци во јавната администрација, во војска, во полиција и така натаму, ќе видите дека беше несразмерен на овој денешниот. Денеска се 25%, можеби и повеќе во некои институции. Никогаш порано немало премиер албанец. Еве има сега премиер, имаат председател на собрание, имаат разни функционери, министри за одбрана има и така натаму. Значи албанците не се подредени во општество, се дел од овој општество еднакви како и сите останати. Тоа е првата работа. Значи не доаѓа во предвид да се споредуваат 2000 година и 2024 година. Второ, не доаѓа во предвид Али Ахмети да биде тој кој што ќе биде и ќе прави споредби и ќе биде лидерот на албанците. Тој не е веќе лидер на албанците. Албанците имаат своји лидери и тие лидери се во владата на ВМРО ДПМН. Значи во македонската влада седат лидерите на албанците. Тие се репрезентите во моментов на албанците во извршната власт. Имаат албанците представници и во парламентот, тоа е преку Али Ахмети, тој негов Европски фронт што му се распаѓа во моментов. Меѓутоа тој не е репрезент на сите албанци. Тој не може да се представува дека сите албанци ги обединува и дека тој ќе зборува во нивно име. Видовме колку зборува тој во нивно име и колку и мисли. И видовме каде живее, во какви вили и хациенди живее, така да колку се грижи за обичните албанци, јасно име на сите. И затоа ги изгубија изборите, односно не се дел од македонската влада. Ако погледнете, тие цело време викаат дека ги добиле изборите по бројот на албанци во нивниот кампус, Европски фронт, меѓутоа ако погледнете, мислам дека пата се некаде по бројот на албанци во Влен и во во нивниот Европски фронт имаше и турци и бошњаци, да. Плюс им се распаѓа фронтот. Понатаму, таа дописна агенција наречена ДУИ во моментов нема друга опција освен да се заканува и да објаснува дека тие немаат игра, тие цело време можат да играат на етничка карта. Тие се ребрендира, ако не се лажам, пред неколку години, видоа дека тоа не оди, немаат потенцијал. Кога беа зелена агенда, тоа? Да, зелена агенда, беа ребрендирани во зелени, па пак се вратија на оваа етничка реторика. Етничките прашања, премиерот кажа на предпоследниот празник дека се ставаат мораториум на тие прашања и нема да разговараме ние за етнички прашања. Македонија треба да се развива. Моментот кога ќе тргнеме ние напред, а тргнавме напред, гледате, ќе збориме и после ако дозволите, повторно сака да не навраќа на некои работи кои што се затворени и не треба воопшто да се отвараат. Али Ахмети, од друга страна, гледате, не му се исти писмата и до председателот на ВМРО ДПМН, меѓутоа и до странските амбасади. Не се подеднакви, се разликуваат во одредени сегменти писмата. Некаде има закани, некаде нема закани. Мене ме интересира како може Али Ахмети да се заканува во оваа држава со дестабилизација и со предвоена состојба во земја членка на НАТО во услови кога имаме војна која што обесне на тлото на Европа. Дали господинот Али Ахмети мисли дека некој ќе му дозволи да се игра со стабилноста на оваа НАТО членка? Јас мислам дека е надвор од разумот. Затоа реков треба да се праша дали живее во имагинација или во реалниот свет. До таму е отида на работава. Од друга страна, во писмото споменува, гледам, балансер и така натаму. Вчера неговиот законот за јазиците, да. Балансерот е подзаконски, не е закон, меѓутоа неговиот министер поранешен Крешник Бектеши се откажа од него и рече дека балансерот не е проблем, демек. Го пишуваат во писмото. Балансерот за кој што самите негови министри на владата гласале дека треба да се тргне од процесот на вработување и така натаму. Значи, тие самите си имаат произнесено за тоа, сега плачат за тоа, условно кажам. Нешто што е, вака би рекол, една шизофрена политика и не конзистентна. Значи, еднаш така. Кој ве сваќа сериозно кога еднаш викате вака, после правите нешто друго? Така да мислам дека обидите за плашење и плашењето, да кажеме, со дестабилизација и со некакви нови етнички конфликти, мислам дека се далеко од реалноста.
треба да си се реформираат, тие 100 пати сме го кажали, одговорници го имаме кажано, треба да си седнат, да си се реформираат, да си најдат нови луѓе, честни луѓе, интелигентни луѓе кои што се во тек со процесите, со напредните технологии, еве ребрендирани нели беа, сега може да додат малку и понатака, значи од тој аспект, да ги заборават етничките теми и да седнат да размислуваат малку за напредокот и на албанците, меѓутоа и на целата наша заедничка држава. Затоа што ако продолжи вака со овој наратив, мислам дека ќе се изгуби во наративот и ќе стане терет на самата партија, ДОИ. Тоа е вака една моја лична проценка. Вие во 2001 бевте воен херој, сега ако смеам така да кажам, бранител. Не сум бил херој, не. Бранител, човек кој што бил Хероите се под земја, Драган. Обично е така за жал, меѓутоа на првите борбени линии тој своевремено беше нели лидер на ОВК и двајцата влеговте во политиката, меѓутоа вие многу подоцна влеговте во политиката, вие бевте во армијата до, да не речам до неодамна. Да. Меѓутоа веднаш ги заборавивте тие воени форми, ако така смеам да ги кажам, меѓутоа на Али Ахмети очигледно тие му се хабитус на преживување. Од друга страна, морам да забележам, премиерот најпрвин, сега, да не се лажеме, прилично иронично, одговори дека него добил писмото од граѓанинот. Али Ахмети добива писмо од сите граѓани. Па мислам дека во писмото, ќе ми извините, меѓутоа мислам дека во писмото од нашиот председател не е назначен како премиер, туку мислам дека како председател на политичка партија ставен. Мислам дека е така. Сега Тоа не ме фаќате за збор, го немам видено писмото. Би бил адекватен во таа смисла, затоа што Али Ахмети точно граѓанине. Па граѓани, сите сме граѓани. Сите сме граѓани, меѓутоа нели тој се повикува на работи кои што главно не им се сеќаваме по убави работи, потоа премиерот рече дека да го добил, меѓутоа дека всушност нема што тука конкретно да се коментира. Ма што ќе се коментира, Драган? Во писмото има ставено дека владата не осликува, односно мнозинството во парламентот не го осликувало политичката како го кажу, демек тие биле мајоризирани. Мајоризирани, албанците се мајоризирани. Меѓутоа албанците во владата не велат така. Тие веднаш му одговорија за каква мајоризација станува збор. Не е така. Каква мајоризација кога има уставно начало како се формира влада? Толку. Кратко и јасно, нема никаде во тие начела дека мора да има ДУИ мора да биде дел од владата. Они очигледно сакаат во устав да ги ставиме дека ДУИ сака да биде дел од владата во секоја една влада. И така се навикнати тие. Па беа така, тие неформално беа во устав. Веројатно тоа сакаат да бидат. Јас не знам што очекуваат. И сите други албанци се помалку албанци од нив. Интересни формулации. Еден од подржувачите на Ахмети, понајшен министер, рече дека тие во секој време може да извадат 10.000 луѓе на улица, но се плашат тие евентуални протести со 10.000 луѓе дека во еден момент можеле да станат насилни и потоа да излезат од контрола. Секој што организира протести мора да биде одговорен за протестите. Затоа има организатори. Затоа во полиција кога правите протести се пријавува кој е организатор, за да може да носи одговорност. Ако некој сака да протестира, тоа е сосема легитимно, да никој не му браниме, ова е демократска држава. Секој втор ден има некој што сака нешто да изрази може да револт. протестираат, може да бараат, може да прават јавни дебати, може да прават средби со граѓани. И такви најави има, сето да. тоа е дозволено. Посети на населени места, сето тоа е дозволено. Ова е демократска држава. Ние сме демократија, нели? Млада демократија, меѓутоа сепак демократија. Така да сето тоа е дозволено, меѓутоа јас не гледам која е функцијата на тоа. Освен, повторувам, зачувувањето на тронот на Али Ахмети. Реков, тоа ќе му стане баласт, ќе му стане терет ако продолжи со оваа политика. Еве му совет, реков. Нека се реформираат, нека се очистат од криминалците, доколку сакаат да бидат лидери во тој кампус. Во спротивно ќе стане баласт, односно терет на таа политичка партија. Значи да затвориме оваа тема со, ако може така да се каже, овој смирувачка порака од ваша страна дека приказната за насилства и евентуални... Па никому не носи добро сега. Да, ми се чини дека ќе му нанесат најмногу штета на тој што ги промовира. Тоа е суштината. Владата направи веќе колку 4 месеци од прилика? Па толку, да.
Да, многу бомбастично се влезе, морам да признам. Од првиот ден почна со некои инвестиции, со проекти. Навистина тоа вака од една Уште страна... во првата недела 500 милиони имавме инвестиција, знаете, тој ветерниот парк. Да, така беше. Сакам да кажам, од една страна сето тоа започна многу бомбастично, многу со фанфари да не речам, и видливи се резултатите. Ние денеска, вчера практично видовме дека ете за прв пат после 50 години само глаголење, само зборови во ветер, ние навистина ќе правиме пат тамо каде што требало да се направи пред половина век. Да. Дека навистина некој сака Скопје и Охрид да ги повезе во нормални... Па 10 години, 2014 е почнат патот. Да. Навистина за саат, час и половина да може да се стигне од Скопје до Охрид. Меѓутоа сакам да кажам, јавноста е толку многу навикната на лажни ветувања, на порази, што едноставно луѓето викаат, ма дај, нема шанси. И овие се да. Не е Како така. 2026, како 2028? Така може да викаат, меѓутоа граѓаните знаат многу добро тоа што сме го ветиле, дека најголемиот дел од тоа што го ветувавме, посебно оние финансиски придобивки за нашата голема категорија пензионери, тоа го остваривме. Уште во првите 9 месеци ќе го оствариме. Ние ветувавме во првата година, ние во првите 9 месеци ќе имаме 5000 денари за пензионерите. 2500 веќе дадовме и април месец, односно законски ги донесовме, не ги даваме ние. И во април месец веќе со мартовската пензија ќе си земат уште 2,5, значи 5000 денари ќе се имаат покачување. Двајца пензионери по 5000 денари, 10.000 на семејство. Ветивме дека позитивната листа на лекови ќе ја зголеми, 80 и нешто лекови, значи дадовме тука се овие за притисок, за срце и така натаму, тие највеќе што се користат за повозрастната популација. И тоа го направивме, нешто што не беше правено со деценија, малтене. И дополнително ќе се проширува таа позитивна на лекови, нешто што е едно олеснување за граѓаните. Со финансиските, односно со економските мерки, гледате со намалувањето тамо на маржите, потушувачката кошничка во делот на прехранбените производи за 1 денари е поевтина. Од друга страна, платите на наставниците, рековме дека 46% во мандатот веќе се постигна договор, после кој знае колку години, значи ненаправен договор, се постигнува договор за 46% покачување на платите на наставниците. Истото ќе следи и за здравствените работници, не знам веќе во најава, ќе биде во најава, меѓутоа ќе следи и за други останати категории, посебно кажеме војска, полиција и така натаму. Значи нема да ги оставиме граѓаните на цедило како што ги оставија овие претходници, како што ни оставија празна буџетската каса со дупка, со непланирани пензии, со неиспланирани пари за исплата од колективни договори и така натаму, значи од обврски кои што следувале ги потпишувале пред да заминат. Го направивме тоа, направивме ребаланс, обезбедивме средства на пола година за да можеме овие работи да ги исплатиме. Пензионерите не беа, земјоделците не беа исплатени и така натаму од минатата година. Голем дел се исплатија субвенциите. Дополнително, значи, ќе се исплаќаат сите овие обврски што ги имаме кон овие категории на граѓани. Ако некој гледа дека и каже, ако некој каже дека навистина нема промени, тогаш тој знаете дека има лоша намера. И тој не е македонец, затоа што ова се што се направи во изминатиот период, го направи оваа влада. 250 милиони што сме ветиле за општините, за директна помош за граѓаните. Сега не се 250 во првата транша, значи некаде околу 4 милиарди се, ќе одат веројатно на 6 милиарди денари за помош на општините. Тоа се директна помош на граѓаните од аспект на, не знам, улици, патишта, училишта, што се не, канализации, водоводи. Значи тоа се проекти видливи, опипливи што нашите градоначалници од било која провиненција, викам наши, мислам на македонски, не мислам на ВМРО-вски градоначалници, затоа што пари добија и Берово, доби и Крива Паланка, доби и Пробиштип и така натаму, значи центар доби, Карлош доби. Не доби Струмица и не доби Скопје, па тука се најдоа одредени загрижени елементи. Па има, ама тогаш зошто па овие другите добиле? Значи нека си погледаат малку во својата администрација, зошто не подготвиле проекти и така натаму. Јас не можам да тврдам дека некој е отфрлен ради некои причини. Не. Причините за отфрлање се најверојатно административни. Затоа што ако сме имале ние некаква намера, тогаш ќе сме ги одбиеле и Берово, и центар и така натаму. Но знаете што ми е мене интересно тука, господине Ковачки?
колку и да се прави, никогаш нема да биде доволно. Така е. Бидејќи и особено ние не сме битно е да се Швајцарија, прави, не сме ни битно е да се Австрија, не сме ни Словенија, не сме ни Хрватска и сега да не се навраќам надолу, не сме ни Грција. Значи ние толку многу сме во дупка што сите овие потези кои што апсолутно се за поздравување се недоволни затоа што луѓето очекуваат природно да се излезе од таа дупка. Ние не сме ни на нула, ние не сме мора да излеземе. Ама за да излеземе, значи ќе треба навистина да вложиме максимален напор, како што вложувам. Верувам дека нашиве министри се максимално посветени. А вие да 2 километри да не можете таму автопат да направите према Влаци. Да проектирате 30 милиона еден човек сам да го правеше 30 милиони евра да ви биде километар. 30 милиони еври да ви проаѓа трасата таму каде што купувале овие нивните функционери партиски на ДУИ само за да ја зголема цената. Тоа е неверојатна информација всушност. Па неверојатна е. За тие што не разбираат, таму каде што поминува трасата, отпосле биле купувани земјишта за потоа да може да се продаваат при експроприација да може да се продаваат за поголем. Како им текнува на некои луѓе, мене ме фасцинира тоа. тоа. Па затоа што тие не дошле со идеја за да направат нешто за државата, не дошле со промисла да остават нешто позади себе, тие дошле за приграбат нешто за себе и за своите семејства, ама лично, не да остават нешто како легаси што го викаме, да. Оставштина, да кажат во тој период тоа и тоа се направи и да се знае. Не доаѓаат тие за тоа. Тие доаѓаат да разградуваат. И затоа изгубија. Мислам, тоа граѓаните го препознат, многу лесно препознатливо. Поразот си дојде како резултат на политиките, како резултат на криминалот, како резултат на погазувањето на македонеците на неговото достоинство. Грабежот во државата што се случуваше. Заради тоа дојде поразот. Не дојде поразот ради нешто друго. Тоа е големиот пораз. Буџетот за следната 2025 година го усвои владата, предлог буџетот. Сега допрва ќе треба да влезе во собрание, значи кај вас? Па не го погледнав, слушнав само на изјава дека околу 6 милиарди. 6,5 милиарди, ако не се лажаме, вкупниот, да. Значи, да, владата го усвои 5,5, Во секој случај, влегува сега кај вас во собрание, оди по први по комисија, така ли? По комисија оди, се има процедура по која што влегува, нема можности за блокади и така натаму, значи има точно една пропишана процедура, ќе се заврши, секој што има амандмански, значи да интервенира, ќе може да интервенира амандмански, ќе може да се говори по буџетот, постои значи дел каде што има општа расправа по буџетот, постои амандманска расправа, можат да достават амандмани тие што мислат дека треба да достават, меѓутоа јас мислам дека буџетот оваа година ќе биде најсоодветен досега од сите буџети што постоеле во државата, затоа што верувам дека во тој буџет се предвидени, повторно ќе кажам, оние 250 милиони евра што ги ветувавме за граѓаните. Да, 6,5 милиарди евра во секој случај буџет. Така, ветувавме за изградба на оние канализациони, односно одводни системи за водите, посебно за земјоделците во Овчеполието, во Свети Николско и така натаму, значи претпоставувам дека и тука и тоа ќе биде ставено. Верувам дека ќе има пари за нови проекти, клинички болници. Имаше многу зли јазици кои што велеа се тоа е приказна за мали деца, дека сега ќе прават ребаланси еден по друг на секои 2-3 месеци, ќе нема пари, не знам што ќе прават, еве се зајмат кај унгарците, еве. Не, па еве јас во она што го знам сега, не сум го видел буџетот, викам не уште дојде, добро, ќе дојде кај вас допрва. За одбрана одвојуваме 2,4%, историски највисоко. Кога било тоа одвоено некогаш? Во историја на Македонија тоа не било. Мислам дека 2,4 ќе оди. Еве да не преюдицирам, дека дојде буџетот. Тоа е над она што го бара НАТО како стандард. Секоја чест, мислам. Над проектираното и над побаруваното е тоа. Значи ние имаме 2,4 по она што го знам дека ќе биде буџетот за одбрана, нешто што е за почит. Вие не може да избегате, се разбира, од армијата, сакале некеле. Пред многу години поминавте таму, па природно некако ви доаѓа за армијата, меѓутоа за сите. Да, меѓутоа во овие сложени констелации во светот генерално, во кои што гледаме сите, колку и да се мали, средни, големи земји, сите се вооружуваат, прават што ќе прават, да ги погледнеме. За Грција не разговарам, например, тоа е веќе сериозна војна машинерија, меѓутоа погледнете ги србите што све не купуваат, хрватите што се не купуваат, прават, пустат. Ние до сега цел време бевме некако нешто сакаме, нешто неќеме, како да не сме на чисто самите со себе што сакаме во целата приказна. Беше важно да се влезе во НАТО, во ред, влеговме, меѓутоа како да рековме, добро, сега сме дел од друштвото, а нашата вооружена сила не е важна. И тоа како е важно. Затоа е посветен министерот Мисаиловски на изградба на нашите домашни капацитети. Зошто? Затоа што
Јас сум го говорил тоа многу пати. НАТО е тука за да ви помогне во одбраната. Меѓутоа, вие сте должни сами да се браните. Тоа е и по устав така, меѓутоа и по НАТО договорот. Членот 3 тоа го предвидува. Прво сам се браниш, па ние ќе ти помогнеме. Така сам ако не се браните, кој ќе дојде да ве брани? Да не ме сватите погрешно, меѓутоа ако е важен членот 5, важен и членот 3, членот 5 вика колективна самоодбрана, меѓутоа членот 3 вика изградете капацитети сами да се браните. И ако тогаш веќе ги надминете тие способности, односно капацитети при евентуална агресија, тогаш се активира членот 5. Така да секој мора да си гради сопствени капацитети и ова посебно треба да се има во предвид во делот на кризниот менеджмент. Изградбата на капацитети треба да бидат, според мене, со повеќе намени, за да може, например, да се користат и за пожари, тие средства што ќе се купуваат за поплави, не дај Боже, за земјотреси, не дај Боже и така натаму. Значи мораме и такви капацитети да развиваме затоа што климатските промени си го прават своето. Ние не можеме да останеме игнорантни. И пак ќе се вратиме на стратегијата, односно на визијата 2050 година. Тоа мора сето да биде ставено, да биде на маса ставено, разгледано, да се размисли каде ќе оди светот во однос на, односно кои се глобалните трендови, какви се македонските трендови и што се е потребно за ние да направиме за да 2050 година и порано имаме капацитети, еве конкретно за оваа работа. Што сакаме, што можеме и како да функционираме во еден прилично компликуван свет. Апсолутно компликуван свет во кој што ќе треба многу памет апсолутно да се преживее, особено за малите, за таквите како нас, меѓутоа па не сме и ние за фрлање сега вака да кажам. Па нашата геостратешка позиција е многу важна. Некој ќе рече дека добро, мала земја сме, она што го реков на почетокот, тие екстреми мали, девалоризирани, неважни и така натаму. Што сами си го наметнавме апсолутно како наратив. Не е така. Не сме ни Бог знае колкава голема нација и така натаму и не сме семокни и тоа, значи тој екстрем не треба да се зема како основа, меѓутоа факт е дека ние како држава сме важни за Балканот. Од и најблискиот пат помеѓу истокот и западот, односно помеѓу Црното море и Јадранското, односно Јонското море, преку нас директно преку Македонија. Најблиската врска север-југ повторно преку Македонија. Значи ако сакате дојдете од Грција према Белград, према Будимпешта, према Виена и така натаму, повторно преку И ако сме паметни, ќе го искористиме тоа и со тие фамозни железници што ги најавува министерот, и со патиштата, и со коридорите. Ама мора тоа да го направиме. Ние мора да се отвориме. Ние мора да се отвориме како држава. Ние бевме затворени до сега. Па почна да не заокружуваат, да. Тоа што овие збореа претходни ние правиме Македонија раскрсница, апсолутно не беше така. Правеа обиколница околу Македонија. Правеа обиколница. Не, ние треба да сме раскрсница. Така ќе можеме да добиеме на геополитичка важност. Сега, ако имаме геостратешка позиција, треба да ја претвориме во геополитичка. Геополитичка ќе се претвори со инвестиции во инфраструктурата. Така можеме да станеме геополитички фактор. Тоа е единствениот начин. Зборуваме за армијата, се разбира, меѓутоа еве пред крајот на емисијата да позборуваме малку и за еден друг посензитивен момент. Се работи, се разбира, за тајните служби. За вас тоа не е нешто непознато како човек. Значи имаме две агенции, агенцијата за разузнавање која што е под претседателката, така е, и агенцијата за национална безбедност, АНБ. Во овој момент едната и другата имаат кадри на првните позиции, меѓутоа постојано се зборува дека во догледно време би требало да се спојат. Сега се поставуваат прашања про и контра, колку е правилно да се спојат, колку е правилно да останат вакви какви што се, и се разбира се наметнува оваа приказна дали ќе видиме вештачка или не околу самите луѓе кои што се начело на позициите и во агенцијата за разузнавање, господјата, го заборавам името, искрено барам да признам, а и новиот директор на АНБ Бојан Христоски, него му се вадат одредени нели компрометации, ако така смеам да кажам. Кујната на СДСМ, да. Ќе видиме како сето тоа ќе излезе, сертификати, мертификати, меѓутоа држава без контраразузнавање и разузнавање не може да функционира, тоа е така. Да. Без луѓе кои што работат во сивиот простор, во маглите, не може. Секоја чест да немате храброст и лудило, ако смеам да кажам, но тие што ја завршуваат онаа невидлива работа. Колку е реално потреба да се спојат? Еве, зошто?
треба да влезат во една. Видите, ние тоа го артикулиравме и пред самите Да, но избори. не е лошо На да се самата повтори. програма го кажувавме. Со тоа излеговме и на избори. Тоа беше дел од програмата за спојување на двете служби, значи за рационализација на местата, на работните места, затоа што, например, може би во одреден период имало потреба од функционирање на повеќе служби и така натаму за поделба на моќта, еве така да кажам. Многумина тој сега Да. го Да. кажуваат како аргумент. Да, меѓутоа ние сме сега веќе членка на НАТО. И веќе добиваме информации од нашите партнери и веќе безбедноста не треба да се третира самостојно. Значи ние сме во еден колективен систем на безбедност, каде што сме и корисници, меѓутоа и даваме одредени информации. За жал, ние како членка на НАТО фрливме една дамка на НАТО, ќе ве потсетам на случајот со Онишченко, Да. каде што излегува на површина сите слабости на нашите служби и покрај тоа што имаме ние тело за координација, Совет за координација, ние имавме ситуација каде нашиот председател на држава кажува дека едната агенција за разузнавање, што е под негова контрола, имала информации за рускиот шпион Онишченко, меѓутоа Агенцијата за национална безбедност, која што му издаде пасош, односно му даде позитивна проверка на Онишченко, за МВР да му издаде пасош, Агенцијата го нема прашано, значи за национална безбедност, ја нема прашано Агенцијата за разузнавање. Внимавајте, некој некого не прашал. А сме тука заедно сите, една мала држава. И се изглупиравме пред цел свет, апсолутно. Млада членка на НАТО, која што дозволи да биде посрамена од собствените безбедносни институции, кои што нели беа, условно кажано, реформирани согласно реформата и побарувањата на Прибе. И тука излегува на површина сите овие работи. Затоа треба да се рационализираат и работните места, па и процесите. Мора аналитиката во разузнавањето со аналитиката во контраразузнавањето да зборува. Едни со други мора да зборуваат. Мора на едно место, од едно место да излегува продуктот. За да носителите на одлука, тоа се премиерот, министрите, председателката и така натаму, добиваат информации благовремено и добиваат правилни информации, не половични информации. Оти може да се случи, како што ни се случи, едниот да има една информација, другиот да ја нема, како што беше, и после тоа да ни пукне скандал. Кој е сега одговорен за скандалот? Трпиме сите ние, како држава. Што таму ве ставаат на црвено. А од која даваат? Од Македонија. Остави ги тие. Не се поставува прашањето Викторио Димовски дали сгрешил, не е важно кој е, не е важно кој е. Државата е таму, директорот тие служби потврлија. Вакви се, такви си, така натаму. Тоа што го прават сега тие што фрлаат љага, што фрлаат дамки на директорите и така натаму, тоа е јасно, сака да ги подкопаат оние институции. Тоа го прави опозицијата сегашна. Опозицијата во изминатиот период неколку пати дојде на власт преку тие служби. Ќе ве потсетам. Големо уште 2000 година, уште 2000 година се вадеа. Па Хари Костов, Цедиња и така натаму се вадеа. Па бомбите што ги вадеа, Заев што ги вадеше. Од кај дојдоа тие работи? Кој ги вадеше тие работи? Тоа сигурно сам не снимал, се разбира. Вадеа луѓе од службите, така. И сега кога гледаат дека ќе дојдат на вистина луѓе кои што ќе ги расчистат овие работи и ќе ги истражиме тие работи. Јас сум член на Комисијата за надзор над службите. Ќе ги истражиме, ќе влеземе. Ќе видиме имало или немало злоупотреби во тој период. Следена е опозицијата тогашна, мислејќи на нас, или не е следена? Сериозни индици има дека е следена. Во повеќе наврати тоа беше зборувано, ако не се лажам, и премиерот и министерот за транспорт и врски и вице-премиер Николовски велеа отворено дека биле прислушкувани во време на опозиција. Има сериозни индици дека дел од нашето раководство е пишувано во документација на тајните служби. И како тајните служби се занимавале со нешто што со лидерите на опозицијата наместо со тоа за демократија е недозволиво. И сега тие се исплашени. Ние ќе мора тоа да влеземе и да го расчистиме. Ова е во интерес на демократијата на оваа држава, не во интерес на Драган или на некој друг,
во интерес на демократијата на државата. Ние мораме да се реформираме. И мораме да кажеме утре кога ќе седнеме на маса со НАТО дека да бидеме кредибилни партнери и соговорници. Воспротивно нема да не земаат сериозно. Причината за спојување, кажувам, е и поевтино да ни биде. Затоа што зошто ни се на нас еве двајца директори да прашам? Двајца директори, две обезбедувања, Па и во здравството имавме по еден куп директори за ништо. Немаме потреба од тоа. Ние секако во новата агенција ќе имаме дел што ќе се занимава надвор и дел што ќе се занимава внатре. Меѓутоа тоа ќе биде во една структура. Како што е воената служба за безбедност и разузнавање. Како тамо функционира во една служба. Тие се една служба. Цивилните ни се две. Србите, на пример, имаат концепт кај што имаат две воени и една цивилна. Меѓутоа србите не се во НАТО. Да. Словенија, да ја кажеме, овој концепт што ние го заговараме. Хрватска исто така. Холандија исто така. Значи ние од тие држави сме гледали, сме учели. 2015-16 кога го правевме концептот и реформата кога ја правевме, која ја предлагавме, јас бев водач од Министерството за одбрана во тој дел на реформата, на целиот национално безбедносен сектор. Ние една од точките која што ги предложивме беше и токму тоа спојување на тие две агенции во една. Меѓутоа политичкото раководство во тоа време СДСМ нели падна ВМРО од власт, дојде СДСМ и СДСМ не ги прифати тие. Тие по дефиниција одбиваа се живо и диво, така што сакаат да имаат контрола. Значи службите треба да бидат споени и ќе бидат споени, тоа беше наше предизборно ветување, тоа граѓаните го знаат, го очекуваат и тоа ќе го направиме. Нема да брзаме. Сакам да упатам една порака да не се плашат вработените дека ќе бркаме од работа и дека некој ќе остане без своето работно место. Гледам, стигнуваат до мене како пратеник одредени загрижени лица дека ќе сме ги бркале. Нема да има бркање од работа, дека не се секираат. Тој што си работел честно, што си работел професионално, апсолутно, не само што нема да Добро, биде, но пратеникот награден. Но морам да кажам, своевремено излегува информации дека луѓе тамо не ги поменувале оние тестови за Па сега тој што не исполнува критериуми ќе ми простите, ама тој не може да остане во структурите. Зашто ви е тако што не исполнува критериуми? Тој ве влече назад и вас, и ја влече институцијата, ја влече државата. Тоа се многу сензитивни работи. Замислете ви една информација да ја имате класифицирана, не знам, строго до државна тајна и така натаму, да отиде на место каде што не сме да не е предвидено да биде. Тоа може да нанесе несогледиви последици на државата, а и на алијансата, затоа што сме членка на алијансата. Затоа повторам, не е исто Македонија, не е иста Македонија сега и Македонија 2000 година. Многу е различна. Чисто, уште две прашања имам. До крај едното е најбенигно. Вас ве затрупаа се обвинувања околу тие фамозни сертификати. Имате сертификати? Ја имам, да, имам сертификат, државна тајна имам, да. Државна тајна. Да. И тоа ми издаден во време на СДСМ. Толку многу се зборуваше за тоа, се обидува. Зборуваат, може да зборуваат колку сакаат, мислам. Имам. Тука е затворен цитат. Да. И уште едно прашање околу моќта. Ние имавме прилика да почувствуваме на собствена кожа своевремено дека шеф на тајна служба стана екстремно моќен, тоа сега да не се правиме наивни, екстремно моќен до таа мера што практично имавме чувство дека целата држава е негова. Да, ама немаше контрола тогаш. Немаше надзор. Целата работа со тајните служби е надзорот. Имате парламентарен надзор, имате граѓански надзор. Надзорот не функционирал во тоа време. Не функционирал. Не оделе во контрола, не знаеле и кога оделе, не знаеле што да барат и како да барат. Верувајте дека во овој момент имаме поприлично подобар потенцијал за контрола и за надзор над тајните служби. Тие ги води секојаш опозицијата, така е по закон. Сега ќе води овој Скендер, ако не се лажам, колегата пратеник. Тој е претседател на таа комисија, меѓутоа мнозинството го имаме ние како власт, како владеачка структура, така да знаеме што да бараме и знаеме кои елементи да ги погледнеме кога ќе одиме во контрола, за да видиме дали нешто се злоупотребува или не се злоупотребува. И ако се злоупотребува, верувајте дека ќе излеземе и во јавност, меѓутоа и ќе побараме превземање на мерки. Нема да криеме никого и нема да штитиме никого, затоа што, викам, ние дојдовме на власт да менуваме. Не да замениме, туку да промениме. И таа е клучната разлика од
поединци кои што во изминатиот период дојдоа на власт, а не ја сватија пораката од граѓаните 2016-2017. Значи нема да ни се случи понатаму јавните служби да ги шпионираат, да ги прислушуваат опозиционите лидери, нема да ни се случи тајните служби да станат сами за себе еден мастодон кој што ќе може да изигрува држава во држава. Не, мора да прераснеме во една сериозна држава која што ќе биде респектирана и од партнерите, и од сојузниците, и од нашите комши, пријатели и така натаму. Доста е веќе да не понижуваат и да мислат на нас како, знаете, непораснато мало дете. Не, созреани сме и треба да ги реформираме службите, затоа што тие се огледало исто на државата. Драган Ковачки, пратеник во Собранието, ви благодарам за вечерашното гостување. Благодарам за поканата. Почитувани гледачи, тоа беше се за оваа вечер. Утре во 15 часот репризното издание на оваа емисија, а јас ви закажувам нова седба со мене и со еден многу интересен гостин од сад утре вечер во 22:30. До тогаш пријатно.